Сериозни времења, како што кажав, да отвориме во прво послание до Солуњаните, од тука ќе почнеме за денес. Првите два стиха ни се тука, први и втори стих во прво послание до Солуњаните, 5 глава, први и втори стих. А што се однесува за времењата и настаните, браќа, немате потреба да ви се пишува. Што се однесува за времењата и настаните, браќа, немате потреба да ви се пишува. Знаете, денеска и од секојаш било тоа, меѓутоа како што наближува времето, се повеќе и повеќе луѓето се занимаваат со времења. Пред се, кога мислам на времења, мислам на одредување на време за Христовото доаѓање. Да, пророчки времења. Но вели овде што се однесува на времењата, настаните, браќа, немате потреба да ви се пишува. Знаеме ли ние кога Исус ќе дојде? Знаеме ли ние во детали настани како ќе се одвиваат? Па еве, самите сме сведоци дека ова со околу ковидот сите не фати неспремни. Ја не верувам дека некој од нас ќе рече, ја знаев, ја очекував такво нешто така натаму. Сите велат. Ние вака мислевме, така мислевме, може, ама ова сега што се случи, ова никој не го очекуваше. Па за такви работи не треба воопшто, со такви работи не треба воопшто не се занимаваме. Тоа е пораката од овој стих, но видите што треба и што е битно. И што можеме да го знаеме, и со сигурност го кажува Словото. Вториот стих вели, зашто самите вие добро знаете, и ова треба добро да го знаеме, дека Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Изненадно, така ли? Повторно, неочекувано. Значи, да не се занимаваме со времењата, пред се со пророчките, да, настаните, па во детали, па вака, па онака, затоа што нити овие ни се спасители, нити оние ни се спасители, знаеме кој е спасителот. Тој што ќе дојде, а тој што ќе дојде, никој не знае кога ќе дојде, затоа што ќе дојде како крадец. Тоа е битното и еве во Откровение 16:15 апостол Јован ни додава на ова, односно самиот Исус, ова се зборови на самиот Исус. Во 16 глава Откровение 15 стих, видите што вели овој стих. Додава на ова, значи, самиот Господ Исус, што е битното за нас. И ете идам како крадец. Кој го вели ова? Самиот Исус. Значи, така ли е? Така е. Така ќе биде. Идам како крадец. Блажен е оној кој ќе бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. Што е важно? Значи, да, времето е близу, не знаеме колку близу и не треба ние да се занимаваме со тоа. Знаеме со сигурност дека Господ Исус ќе дојде како крадец во ноќта, самиот тој тоа го кажува. Но што е битното за нас? Да бдееме, две работи овде спомнувам. Да бдееме, значи да бидеме будни, и второто, да ги пазиме своите облеки, за да не се гледа нашиот срам. Што значи ова да бидеме будни и да бдееме? Да пазиме, да внимаваме на времењата во кои што сме. Од секојаш имав таа навика и ден денес ми останала таа навика. Во времето кога се кршеше тоа кај мене, дали да ја прифатам вистината или не, само од тие 2-3 книги што успеав да ги прочитам до таму, тие први 2-3 години, 91, 92, 93, доволно беше посеано кај мене, така да не губите надеж за сите оние кои што прочитале нешто наш материјал, посеано е семето. Кај кого и како ќе никне, тоа не знаеме. Зависи од почвата, зависи од многу услови, зависи од дожд, од сонце и така натаму. И имав навика, нели, да ги пратам настаните во светот, да читам вестници тоа време. Сега отворите лаптоп и се имате пред себе.
но и имате и немате, па ќе го цитирам Дензел Вашингтон, многу убава мисла, затоа ќе го цитирам. Ако не следите, ако не читате, ако не гледате вести, така натаму, значи околу настаните и така натаму, вие сте неинформирани. Ама ако читате и ако следите, тогаш денеска сте дезинформирани. Од проста причина што многу се лаже, затоа што ѓаволот има многу своји слуги, луѓето денеска лажат и уште повеќе ќе лажат, затоа што злото се повеќе се засилува, но ние треба да ги пратиме настаните и верувам дека сите ние сме свесни и ако можеби бевме подзаспани, малку се подразбудивме со овие настани кои што се случуваат. И да се молиме да си ја сочуваме облеката. За каква облека станува збор овде? Чистата облека на Христовата праведност. Само така ќе можеме на свадбата. Само така ќе можеме во спасените. Да се подсетиме на Откровение 3 глава. Ние сме дел од оваа седма, последна црква. И ова е порака до секој од нас. Откровение 3 глава, 17 и 18 стих. Зашто велиш, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и несреќен и сиромав и слеп и гол. А пораката од претходно од 16 глава Откровение беше да внимаваме на својата облека за да не се засрамиме од својата голотија. И 18 стих советот доаѓа од вестините од сведок и велите советувам да купиш од мене злато прочистено во оган. Минатата сабота вечер слушавме од брата Слимовски за тоа злато. Но покрај златото што? Вели за да се збогатиш и бели облеки. За да се облечеш и да не се појави срамотата на твојата голотија и очна маст, за да ги намачкаш своите очи. Христовата праведност. Имајте, ние сме луѓе на судот, луѓе кои што живееме во време на судот, додека се одвива тој суд на небото и не знаеме кога ќе премине или веќе преминал на живите. Затоа треба да внимаваме, да бдееме, да бидеме трезвени, да бидеме будни и да внимаваме на својата облека, затоа што не знаеме кога ќе излезе нашето име таму. Да не излеземе како оној кој што дошол на царевата свадба, царот кој што направил свадба на својот син, па знаете, кога ги собрал сите од улиците и се нашал еден таму облечен во своја облека и немал уста ништо да каже. Ние денеска ни се полни устите, имаме све што да кажеме, ама тогаш нема да можеме ништо да кажеме. Ако се најдеме во своја облека. Ако не сме пазеле на својата облека, односно таа облека, нели, која што е представува Христовата праведност. Меѓутоа, среде сето ова сериозна порака, се појавуваат други кои што сакаат да што? Да ја стишаат целата таа ургентност на времето. Третиот стих во прво Солуњаните што вели? 5 глава. Кога ќе речат мир и безбедност, значи, мнозина велат мир, ќе биде се во ред, ќе се среди, знаете, глобални проблеми, затоа ни е потребна глобална влада, светска влада, ќе се средат работите, само ние треба да постапуваме како што ќе ни кажат спасителите, под наводници. Кога ќе речет мир и безбедност, тогаш ненајдено ќе падне погибел на нив, како болка на трудна жена и не ќе и избегаат. Повторно ненадено, повторно изненадно. Жена трудна, јас ова во живо го немам видено. Мислам, со труднички болки, жените пред се меѓу вас го знаат тоа, некои може би малку повеќе.
Постои ли можност да жена е трудна, а да нема никакви знаци за тоа? Да не знае дека е трудна? Има такви ситуации. Има, да, ретки се, неодамна баш читав нешто такво. На плажа дори жената се наоѓала и одеднаш почнале нели тие болки, за кратко по тој се породила. Но можно ли е да се породи жена без болки, без тие контракции и така натаму? Не знам, не сум чул за таков случај. Можно е, но тоа е ако можеби жената не е свесна за болките, за тие труднички болки. Да, има такви случаи, меѓутоа поентата ми е, жена пред да се породи има соодветни знаци, кои што укажуваат на тоа. Пред да дојде моментот, има соодветни знаци. Ние не го знаеме моментот, меѓутоа има соодветни знаци. Ако ги занемариме тие знаци, тогаш сме меѓу тие кои што спиеме, кои што не сме будни. Меѓутоа, што вели текстот подолу? Вели 4 стих, но вие, браќа, не сте во темнина, во незнаење, та денот да ве затече како крадец. Зашто вие сите сте синови на светлината и синови на денот. Не и припаѓате на ноќта, ниту на темнината. И така да не спиеме како другите, туку да бдееме и да бидеме трезвени. 7 стих, зашто оние кои спијат ноќи, кои што се опиваат, ноќе се опиваат, а ние кои му припаѓаме на денот да бидеме трезвени, да се облечеме во оклопот на вера и љубов и со надежта на спасението како кацига. Зашто Бог не определил за гнев, туку да придобиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас, за да живееме заедно со Него. Било да сме будни или да спиеме. Затоа утешувајте се меѓусебно и наградувајте се еден со друг, како што и правите. Верувам дека и денес ќе се охрабриме и ќе се утешиме да се одржиме во таа будна состојба. Зашто времето и текако тоа го налага. Ако не ги следиме знаците, а кои знаци, повторно се навраќаме на Матеј 24 глава. Главата од која што ни беше вчерашниот стих утрински, а кој беше тоа? Сеќавате на вчерашниот утрински стих? 24:14, да. Кои се тие знаци? Знаеме дека овде учениците го прашуваат Исуса, му се приближуваат и му велат, односно тој им вели, вистина ви велам, гледајќи го храмот, нема да остане тука ни камен на камен, што не ќе биде урнат. Кога седеше пак на Маслинската гора, неговите ученици дојдоа при него насамо и му рекоа, 3 стих читам, кажи ни кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање на свршетокот на векот. Значи се интересираат за знаците, за крајот на светот, за Христовото доаѓање. И Исус им одговара, да ги читаме сега овие познати стихови, гледајте да не ве заблуди некој. Ќе има заблуди? И како? Да. Зашто мнозина ќе дојдат во моје име, говорејќи јас сум Христос и ќе заблудат мнозина. Ние сме спасителите. А ќе чуете за војни и гласови за војни. Пазете да не се уплашите. Зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места, но сето тоа е само почеток на страдањата. Го има ли сето ова? Се исполнуваат ли сите овие знаци? И тоа како? Знаци. Но некој ќе каже, ова не е ништо ново и да, точно тоа мое време за кое што изборувам 91-92, па да, и земјотреси имало и тогаш, и поплави имало, и болести, и вируси имало, и така натаму, имало се. Ама, не ја вадите од онаа слика со трудната жена и болките. Како доаѓа пораѓањето, што се случува? Се интензивираат тие болки и контракции, така? Се повеќе, не знам, дали се на саат, на пола саат, па потоа,
се учествуваат и се по на 2 минути, 3 минути, така натаму и така натаму. И тоа покажува на моментот на раѓање. Значи, да, имало вакви работи од секојаш, ама како на филмска лента ќе се одвиваат работите. Тоа ни го вели и сестра Елен Вајт. Сите тие настани. Од еден ќе се издишите, не сте се издишали, уште друг се случува, трет се случува, четврт. Тоа се знаците за последното време. Да прочитам од последните настани книгата, неколку цитати само. 24 и 25 страна. Тие што ќе ги читам се, но инаку оваа книга изобилува со многу поучни работи и ни ги отвара очите за токму за ова последно време. Читам од главата, односно одсекот злосторства, глад и помори. Нешто слично на оној цитат што го читаше и брата Слимовски минатата сабота од големата борба, цитатот, ако се сеќавате. Сатаната делува во атмосферата на земјата. Тој го труе воздухот и затоа само Бог може да го сочува нашиот живот. Нашиот сегашен и нашиот вечен живот. Што читаме овде? Кој може да не сочува? Само Бог. И бидејќи се наоѓаме во таква положба, мораме да бидеме потполно будни. Но не е само тоа. Потполно предадени на Бога, потполно обратени, потполно посветени на Бога. Целосно. Другиот збор за потполно е целосно. Целосно будни, целосно предадени на Бога, целосно обратени, целосно посветени на Бога. Меѓутоа, се чини дека ние седиме како да сме парализирани, Боже небесен, разбуди не од сонот, вели Елен Вајт овде. Верувам дека станатме посериозни, верувам дека сме расонети, да кажам така, со целата оваа ситуација, меѓутоа ова ќе се развлече, веројатно, како што ни кажуваат, и постои опасност да повторно заспиеме, да се навикнеме на ситуацијата. Но мораме да бидеме будни и тоа целосно будни, да пратиме што се случува. Потоа вели друг цитат: Бог не ги ограничил силите на темнината во извршувањето на нивното смртоносно дело на загадување на воздухот, еден од изворите на животот и исхраната со смртоносни испарувања, овде вели. Цитатот од големата борба велеше и заболувања, вируси и така натаму. Не е загрозен само растителниот свет, туку и самиот човек трпи поради болештини. Сето тоа се капки на Божиот гнев. Капки, затоа јас велам, ова е ништо. И како што вели писмото, 24 глава Матеј, тоа е само почеток на страдањата. Божиот гнев кој се излева на земјата и тие представуваат само слаби навестувања на она што ќе се случува во блиска иднина. Слаби навестувања, слаби знаци. Ние сме во тоа време, тоа се слаби знаци. Ке има се повеќе глад. Поморите ќе однесуваат и лјадници, не 6 милиони, кој знае колку. Поморите ќе однесуваат и лјадници. Кога се вели помори во 24 глава Матеј се мисли токму на тоа, на болештини, болести. Да. Опасности се закануваат насекаде околу нас од силите кои се надвор од нас и од сатанското действување во нас, но сега се уште действува Божјата сила која ги ограничува. Значи, се уште оние 4 ангели ги држат ветриштата. Ми беше покажано дека Божиот дух се повлекува од земјата, вели Елен Вајт. Божјата одржувачка сила наскоро ќе им биде ускратена на сите оние што ќе продолжат да ги кршат неговите заповеди. Извештаи за измамнички трансакции, убиства и секакви злосторства секојдневно доаѓаат до нас. Па зарем не живееме во такво време?
Беззаконието станало толку вообичаена појава, што веќе не ги ужаснува нашите сетила како некогаш. И овде мора да признаеме дека е така. Јас лично за себе зборам. Како да стануваме некако, како да не отврнало срцето. Ова му толку умрале, не знам, секој ден ли слушаме, волку мртви, толку мртви. И така натаму и вообичаено нешто. Меѓутоа, сето тоа што го читаме, се повеќе и повеќе ќе се интензивира. Како што ние ги следиме, и ако ги следиме настаните, тоа што треба да делуваме. Треба да се молиме, треба да ја чуваме својата облека, тоа е тоа, посветување целосно, целосна предаденост на Бога, целосно будни. И да делуваме. Знаете, се повеќе и повеќе не засега и нас дома, а прашањето за тоа да излеземе некаде. Штип не е голем град. Елен Вајд вели излезете од големите градови. Штип не е голем град. Ано не е ни мал. Да, точно. Голем град. Не знам дали читавте една, сега ќе имате прилика да чуете една вест, која што неодамна ја прочитав. Ова се случува со градот Њујорк, а Њујорк е голем град. На вистина голем. Насловот гласи Њујорк опусте. Градот го напуштиле 420.000 луѓе. Знаете, од сите овие случувања со ковидот, благодете да си во куќа. И кој има полициски час, имаш барем двор. Дори позади таму куќата, па никој не те ни гледа, па прошетај се. И на ридот нагоре. Да. А камо ли да си во стан во Скопје, а камо ли да си во згради и во стан во Њујорк, замислите си. Затвор. Улиците во Њујорк ги паметат многумина по неговите жолти такси возила, но деновиве обележјата на градот се камиони за селидба. Камиони за селидба. Тоа го одбележуваат градот. Според истражувањето, 420.000 луѓе го напуштиле Њујорк од март до мај за 2-3 месеци. Тоа се податоци за тие месеци. За град со повеќе од 8 милиони жители тоа не изгледа како многу, но на југот на Менхетен околу 5% од становите се празни, ако сакате да си купите станови во Њујорк. А во скапите населби скоро половина од становите се веќе празни, пишува Себиз. Живеете во градот затоа што сакате да бидете во градот. Гледате сега, значи, но кога се ќе се затвори и исчезне целата култура на живење, ресторани, паркови, кафичи, така натаму, се тоа забава, знаете, за тоа живеат луѓето денес. Тоа што? Празно, дома, затворен, ништо не те е интересно, телевизија ќе гледаш цел ден. Не е интересна ни она, ни телевизијата. Тогаш е многу тешко, вели Алисон Бернштайн. Таа е агент за недвижнини и истакнува дека никогаш немала толку многу работа. Нашиот бизнис напредува, вели. Во споредба со минатата година имаме 350% повеќе барања од избувнувањето на пандемијата. Истакнува таа. Значи, на некој бизнисот му цвета. Не знам дали читавте овие елитава, сите кои што не знаат колку пари имаат, сите ги изголемиле своите богатства. Интересно, за време на пандемија. Порано луѓето сакаат да го најдат своето место во Њујорк, но сега е обратно, сакаат да заминат. Луѓето заминуваат не само заради принуденото мртвило, туку и затоа што Њујорк од секојаш бил скап град, а поради корона кризата многумина веќе не може да си дозволат да живеат во градот. И не само заради тоа, туку ги загубиле мнози на работните места, а мнози на доправа се подготвуваат да заминат. Ние пак знаеме многу повеќе од тие луѓе, ние знаеме зашто треба да заминеме од големите градови. Маката ги натерала, читаме кои се причините, не мора да бидат. Многу попаметни има од нас, да, точно.
Но ова е само почеток на страдањата. Оној дел на кој што сакам да се задржам и веројатно ќе скратам и ќе продолжиме следната сабота е следниот дел од 9 стих понатаму. Значи помор, земјотреси, поплави, пожари и што ти се не, и тоа е само почеток на страдањата. И вели 9 стих: тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убиваат и сите народи ќе ве замрзат заради моето име. Неволи какви што никогаш не биле. Ова не сме живееле во средниот век, само може да замислиме низ какви се маки поминува Божиот народ тогаш. Но ако вели Светото писмо дека доаѓа време на страдање и неволи како што никогаш не било, тоа значи дека бетер од средниот век. Ке ве предаваат на маки, ке ве убиваат и сите народи ке ве замрзат заради моето име. Тогаш мнозина ке се соблазнат и едниот ќе го предава другиот и едниот ќе го мрази другиот. И ќе се јават многу лажни пророци, ќе заблудат мнозина. И заради многу беззаконие љубовта ќе олади кај мнозина. Но кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. И 14 стих од вчера. И ова Евангелие за царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. Забележувате дека сите овие настани се случуваат и цело тоа време што? Се проповеда Евангелието. Зошто велиме, ако не можевме во мирно време, тогаш ќе бидеме принудени да го проповедаме Евангелието, затоа што за тоа сме повикани во тешки времења. Во времење кога ќе не предаваат, ќе мислат дека му служат на Бога, како Савле, знаете, пред да се обрати, ќе ве убиваат и ќе мислат дека му служат на Бога. Какви тешки времења. Па обично не практикуваме, затоа што и се снима, но може после. Матеј 10:21 да отвориме. Што вели овде? Што мислите, ова можно е вакво сценарио? Па ако ова го вели Светото писмо и пазите, внимавајте, сето ова, сите овие стихови, повеќето што ги читаме самиот Исус, ки кажува, тоа се негови зборови. А братот ќе го предаде брата си на смрт. Матеј 10:21. Братот ќе го предаде брата си на смрт, а таткото детето и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат. Добро, овде малку преводот ја забележав дека ќе допринесат да бидат убиени. Значи не дека тие лично ќе ги убиваат, така барем гледав вистинскиот изворниот збор овде како искористен. Домашните ќе ви бидат непријатели, така вели еден друг стих. Марко 13:9. Што вели овој стих? Но вие чувајте се, 9 стих, 13 глава. Ке ве предаваат на судовите и ке ве бијат по синагогите. Што се синагогите? Црквите. Ке ве предаваат по судовите, ке ве бијат по синагогите и пред управниците и царевите ке стоите заради мене ним за сведоштво. Може би некој сте се прашувале, како ја да му посведочам на овој, на оној, немам пристап до него. Еве прилика, може би, ке имате прилика во такво време да посведочите. Матеј 10 глава. Да се вратиме пак, ама 17 и 18 стих. Значи го читавме тамо 21-иот. Нали, предходно, сега 17 и 18. Чувајте се од луѓето, зашто ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бичуваат во своите синагоги. Интересен стих. Ќе ви изведуваат пред управители и цареви заради мене, за сведоштво на нив и на народите. Која е оваа власт? Какви се овие кои што ќе не бичуваат во своите синагоги? Ќе не бичуваат во своите цркви.
Не знам дали гледате меѓу редови, дали го гледате спојот на државата и црквата. И сега се запрашате, добро, зашто воопшто зборуваме вакви работи? Па дај да зборуваме за некои повесели теми, за Христа, за... Меѓутоа, ја ви кажав, пак и ви кажам, ова се Христови зборови, повеќето. Тој самиот ги кажал. И што додал во Јован 16 глава, самиот Исус? Што вели во Јован 16 глава? Први и втори стих. 16 глава Јован, први и втори стих. Ова ви го кажав за да не се соблазните. Читавме во Матеј 24 глава. Мнозина ќе се соблазнат. Но Исус ова предвреме ни го кажува за да не дојде до тоа, за да не се соблазните. Ке ве истеруваат од синагогите, а ке дојде час кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека му служи на Бога. Значи, тоа Исус ни го кажува пред време за да бидеме спремни на такво нешто. И јас, ето, во последно време, ќе слушнам некој муабет, не знам, се случило, ете, во некоја наша црква ваков настан, таков настан. Обично тие негативните најбрзо се шират, за жал. И јас, знаете што велам? Ништо не ме изненадува. Ама апсолутно веќе ништо не ме изненадува. Зато што пишено е. Исус вели, треба да знаете, ова ви укажувам, за да не се соблазните, да не се изненадите, да не паднете со духот, да не отпаднете, да не се разочарате. И јас така велам, сликовито, ја очекувам во иднина и пиштоли да се вадат во црквите. Сега сликовито така велам, јас сега под тоа може да подразбираме било што. Еве да, има некои места каде што тоа и буквално се случува. Ако писмото вели дека домашните ќе ви бидат, еве да прочитаме Матеј 10:36, него прочитавме тој стих. Матеј 10:36. Од таа 10 глава прочитавме неколку стихови, 36-тиот. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Замислете си сцена, се паркира некој полициски автомобил пред вашиот дом и влегуваат властите, мислам, полицијата. И некој од вашите домашни, ево, тука е. И може би тоа не да го направат, знаете, во смисла од што ве мразат. Ама, видите, во ова време во кое што живееме денеска, луѓето попуштаат за парички, ама било што. Се живо ќе продадат за парички. Ке ви ги блокираат сметките, не знам ова ќе ви направат, не знам тоа, ќе умрете од глад, си мислите. И синот, керката, не знам, може би они не се толку засегнати со тоа, нити веруваат, нити се толку. И ќе речете, тато, мамо, ти имаш вера, ти ќе издржиш и тоа ќе го издржиш, ама ја морам да имам што да јадам. Сега, си правам сценарио, во главата мислам сето тоа е можно. И вие ќе си речете, добро да е, имам барем поддршка од браќата и сестрите во црква. Ама тој автомобил после ќе тргне и на кај црквата, со се вас и таму ќе го видите можда вашиот пастор или оној со кој што се проучувале лекции за крштевање и така натаму, и тој заедно со некој од властите и така натаму. Може ли се вакви сценарии? Тоа Библијата ни го кажува. Внимавајте, чувајте се од луѓето, вели таму во 17 стих. Што ми е поентата? Ајде да прочитаме 146 псалм. Што е потешко? Што ви болело повеќе? Да ви поплави куќата некоја вода или некој од домашните да ви издаде? Да. Затоа вели тамо тоа, тие такви катастрофи и несреќи, тоа се само почеток на страдањата. После доаѓаат потешките работи. Колку му беше тешко на Исуса, тој што јадеше со мене, вика, тој ме издаде, тој ме предаде. Другиот се откажа, овие другиве се разбегаа. Иако на него му се случуваше, па што на нас? На Господарот, а што па на слугите? 146 псалм, 3-4 стих.
Не надевајте се на кнезовите, ниту во човечки син, од кого нема спасение. Ако излезе духот од него, тој се враќа во својата земја и во тој ден пропаѓаат сите негови мисли. Тоа е човекот. Поентата ми е, немојте целосно доверба да ставате во човек, кој да е, почнувајќи од мене. Никојаш не сум сакал, од секој сум велел, уште на времето, испитувајте се што ви зборуваат, испитувајте се и држете се за добро. Не му верувате ни на пасторот, ни на било кој понатаму. Не може во човек да ставате целосно доверба. Зашто секој од нас е слаб. Секој од нас има некоја точка на топење, да кажем. И ако не сме целосно посветени, ако не сме му се целосно предадали на Господа, утре ќе се стопиме пред ваков или таков притисок. Или познатите зборови во Еремија 17 глава. Еремија 17 глава. Често пати цитиране, мислам, така ми останало во сеќавање дека брат Андреј исто цитираше овде. Еремија 17 глава, 5 стих. Господ зборува вака: проклет да биде човек кој се надева на човек и слабото тело го смета за своја мишка и чие срце се одвратува од Господа. Што вели овој стих? Ако го ставиш човекот за своја мишка, за своја потпора, да се потпреш на него, дали во финансиски смисол, дали во не знам каков смисол, што опасното е што ти се одврќаш од Господ на тој начин. Стихот вели, ќе го прочитам. Господ зборува вака: проклет да биде човек кој се надева на човек и слабото тело го смета за своја мишка и чие срце се одвратува од Господа. Ако во човек ти е надежта, каков и да е и кој да е, ти се одврќаш од Господа. Целосна доверба, целосна посветеност на Господа само треба да имаш. И можеш да имаш. Време на неволи. Како да се преживеат? Како да се преживеат вакви моменти, замислите? Кога вели во Марко 13, да прочитаме, Марко 13. Значи, под ова не подразбирам да живееме во една параноја, сега да се плашиме еден од друг. Не, воопшто. Апсолутно не. Меѓутоа, целосна доверба во човек, во никој. Тоа не учи Светото писмо. Ако не е така, поправете ме. 13 Марко. 9 стих го читавме од оваа глава. 13. И сите ќе ве мразат заради мене, а кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Ќе се спаси. Сите ќе ве мразат. Замисли си, сте имале можеби некојаш искуство во вашиот живот, некој толку многу да ве мрази, да едноставно не ве поднесува можеби во близина. И си мислите дека кога би имал дозвола, би ви скокнал и би ве растргнал. Толку некој да ве мрази. Еден да сте имале, можеби сте имале во живот. А сите да ве мразат? Видите, мнозина може да попуштат под ваков психички притисок. Да не зборам за домашните, тоа е посебна, посебна тежина. Некој со кого го јадеш лебот и така натаму да утре може би те предаде, не дај Боже. Сите ние се молиме да сите наши домашни се обратат и сите бидеме спасени, но можни се вакви сценарија и мора да бидеме подготвени. Самиот Исус ни вели: ова ви го кажувам за да не паднете, за да не се соблазните. Како да се преживее вакво едно нешто? Лука 21 глава, тука малку имаме едно проширување на истиот овој текст од Марко, 21 глава Лука, и тука негде и ќе превршиме за денес, 21 глава Лука, 17 до 19 стих читам. Лука 21. И сите ќе ме мразат заради моето име, но вам нема да ви пропадне ни влахно од главата. Значи, ќе каже Господ до тука, да сте обколени сега со мноштво на луѓе, сите ве мразат. Со таква омраза да ќе ве расчерчат ако ви скокнат, ако Господ дозволи. Меѓутоа Господ вели: ни влакно нема да ви фали од главата. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. Тука ќе застанеме,
Следниот пат ќе зборуваме за тоа што ни е потребно и за тоа трпение, како да ќе поминеме тие страшни кризи што се пред нас. Нека му е слава на Господа. Амин. Боже и Господе наш, Ти благодариме за овој прекрасен саботен ден, за тоа што не собра во Твојот дом и како никогаш порано преку летото црквата е толку полна и може би е добро и секако е добро во секое зло и секое зло, Господи, Ти можеш да го свртиш на добро токму за нас, за наше добро и за наша поука и наше спасение. И се тоа што денеска го кажавме е дел од Светото Писмо, иако може би тоа се тешки стихови, но знаеме дека доаѓаат тешки времења, сериозни времења, кога светот ќе се подвои на две страни. И можно е да тоа подвојување, и тоа како можно да тоа подвојување биде и во нашите домови, во нашите цркви. И така натаму, и затоа те молиме, Господи, да бидеме спремни на се. Наше е да бдееме, како што видовме, и да пазиме на нашите облеки, на Христовата праведност со која што, Господе, Ти не покри, но наше е да бдееме, да се молиме и да одржуваме таа тесна заедница со Тебе, за да ја задржиме таа облека и да ништо не ни изненади, ништо не соблазни, затоа што времињата кои што се пред нас се навистина такви какви што никогаш не биле. Дај ни трпение, дај ни силна вера, дај ни целосна посветеност, затоа што тоа ни е потребно и тоа ќе не одржи. Ти покрај нас и ние покрај Тебе. Друг спас нема, ниту еден човек не е наш спас и спасение. Само Ти, Господи. Тоа нека одзвонува во нашите умови и води ни и понатаму во овој свет саботен ден и во нашите животи понатаму, а за се Ти благодариме во Христово име. Амин.